Гледам дека ќе посетувате енергија, искуство и ентузијазам да остварите се што ќе си зацртате да постигнете. Ќе имате целосна контрола врз својот живот. Ќе ги мотивирате другите околу вас, ќе ги поведете напред, ќе им дадете добар пример на сите кои што сакаат да се угледаат на вас. Нема веза сега што мислат другите за вас. Не ви е проблем ако сте различни од нив. Бидете внимателни, драга група број 1. Имам впечаток дека вие со својот силен и одлучен настап ќе направите некои луѓе љубоморни и завидливи. Ги гледам како се групираат. Зборувам за многу блиски луѓе, за кои ни во сон не би помислиле дека би можеле да ве повредат на било кој начин. Па сега, некојаш луѓето независно од тоа колку се добри и колку ви се блиски, може да си одлучат да ве повредат. Размислете само кој со што би можел да се почувствува загрозен од вашите успеси. Некој што пробувал нешто слично не успеал. Не знам. Бидете внимателни, заштитете се. Ве молам. Бегајте од чувството на сиромаштија во текот на ноември. Особено ако ненадејно ви се натрупаат повеќе трошоци од вообичаено, останете си смирени и исполнати со љубов. Ако бидете такви во животот, ќе ви се отвори нов извор на приходи. Избегнувајте посесивност, контрола, не бидете стиснати, не ја блокирајте промената што доаѓа. Може да се истрошите енергетски, да истрошите толку сила за да задржите некои луѓе или некои работи во животот, само затоа што тие прават да се чувствувате побезбедно. А може па некој друг во вашиот живот на тој начин да се закачил за некои работи или за луѓе. На некој нездрав, посесивен, токсичен начин. А што се однесува до овие луѓе кои ви работат позади грб, може ќе треба да им поставите граници. Избегнувајте самоизолација, комуницирајте си со луѓето, така полесно ќе дознаете што се случува навистина. И отворете ги ширум рацете за сите можни техники и активности кои ќе ви помогнат да постигнете вистинска рамнотежа и љубов со другите луѓе, но исто така и длабоко во себе. Медитирајте со разни прашања.